Почитувани колеги, почитувани присутни, кандидувар колег, кандидувар Топанишам, стапувањето на сила на новиот закон за кривична постапка представува своевидна пресвртница во функционирање на кривичниот правен систем на Република Македонија. Овој крупен реформски запад, како што е познато, имаше за цел квалитативно функционално надградување на системот на кривичен правен прогон во сите негови нормативни и процедурални фази со особен акцент на фазата на истрагата. Воведувањето на овој системски нормативен стандард не само што не приближува до нашите евроинтегративни стремежи, туку истовремено ни возможува проефективно детектирање и справување со сите облици на криминал, при тоа обезбедувајќи побрзо остварување на правдата. Министерството за внатрешни работи, уште пред носењето на законот за овој крупен реформски запад, влезе систематично и целофатно, прилагодувајќи се кадровски, образовно, организационно на потребите на новиот закон за кривична постапка. Во тој контекст, морам да потенцирам дека во насока на нормативно усогласување беа донесени низа законски измени пред се во делот од законот за полиција. Мотивот беше воспоставување на една меѓунормативна коерентност. Исто така, институционалното партнерство и соработката на органите за споведување на законите, пред се обвинителствата и полицијата, а согласно одредбите на овој закон за кривична постапка, стана суштинска фундамент на реализацијата и оживотворувањето на законот, но и за напредувањето на борбата против криминалот, вклучително и против организираниот криминал. Се разбира, мора да ни биде јасно дека квалитетот на еден закон или на закони од една област, како во случајот кривично-правен сегмент, не зависи само од квалитетот на напишаните одредби, нивната усогласност или прецизност, туку и од разбирањето и практичната примена на истите во секојдневното функционирање на надлежните институции. Во крајна линија, токму практиката и нејзиното искуство е таа која дава пресудната оценка за ефикасноста и ефективноста на законите. Дали и колку сме биле успешни. Во тој контекст, сметам дека и оваа деталезна маса, односно извештајот од импактот еволуција на одлуката за закон за кривична постапка, има исклучителна важност во проценката на сработено и детектирањето на евентуалните слабости што треба да бидат отстранети. Дозволете ми да го истакнам уште ова. Имено, во низата реформски предизвици со кои што Министерство за внатрешни работи беше соочено со изминативе години, ние никогаш не бевме сами. И тогаш, и сега. Целосно ја уживаме помоштата и поддршката на нашите партнери од САД, Европската унија и ОБСЕ и други релевантни меѓународни организации. Во тој смисло, сакам на крајот од моето обраќање во своје и во име на Министерство за внатрешни работи, уште еднаш, да им се заблагодарам на нашите пријатели од ОБСЕ, чија што помош беше од суштинствена важност, не само во реализацијата на овој систематски проект Закон за кривична постапка, туку и во низа други заеднички проекти. Ви благодарам.